Онесмо Олен Гурувма долго време се борел за демократијата и човековите права во Танзанија. Тој вели дека тоа било тешка борба за време на режимот на председателот Џон Магуфули, кој почина пред 2 години од срцеви заболувања. Имавме многу предизвици како активисти. Добивавме писма од властите, кои бараа од нас да запреме со работата како поборници за човекови права. Постојано бевме испрашувани од властите, а нашите внатрешни состаноци редовно беа прекинувани без конкретни причини. Магуфули се фокусираше на големи инфраструктурни проекти поддржани од Кина, како што е железницата. Пекинг исто така го изгради лидерското училиште Нвалив Мунирере, кое е за обука на комунистички кадри, за кое критичарите велат дека ја промовира еднопартиската кинеска идеологија. По смртта на Магуфули, на власт дојде тогашната подпредседателка Самија Сулуху Хасан и од тогаш таа презеде чекори за напредување на демократијата и ги прошири дипломатските односи. Секој развој почнува со прв чекор. Напредокот ќе дојде постепено, според законите и насоките поставени за Танзанија. Мои сонародници, ви ветувам дека реформите се таму и ќе изградиме нова нација. Нација на Танзанија со конкурентни политики и без насилство. За сад, потезите на председателката Хасан за промовирање демократија и подобрување на човековите права не останаа незабележани. Тридневната посета на Танзанија од страна на американската подпредседателка Камала Харис, што почнува утре, се смета за обид за зајакнување на односите. Моментално председателката покажува знаци дека сака да изгради демократска држава. Затоа САД на нас гледаат како на сојузници и веруваат дека можеме да работиме заедно. Во ова партнерство, главно е што САД ќе ни помогнат во зајакнувањето на демократијата, правдата и слободата во нашата држава. Затоа нашата председателка ќе биде подготвена да ги провери сите институции кои се поврзани со демократските прашања. И покрај предизвиците, Олен Гурумва вели дека се надева од и Танзанија ќе продолжи да се движи напред кон правда и демократија.